Од Библијата знаеме, или сме виделе, или сме прочитале, или сме гледале на филм дури ако сакате, дека Исус знаеше да заплаче. Ние знаеме дека знаеше да кажува споредби, знаеме имаше случаи, имаше раскажи, имаше параболи таму различни спомнати, ама не верувам дека некој теолог или било кој во црква ќе рече дека Исус еднаш или некојаш кажал виц. Такво нешто јас барем немам сретнато. Меѓутоа овој текст што го имаме тука спомнато на од Лука 14 глава 15 до 24, кога ќе почнеме да го читаме сега, и ако се вратиме во времето кога Исус го кажува тоа нешто, јас мислам дека луѓето околу него го слушаа и на почетокот си помисли изгледа овој почна да кажува виц. Ајде да видиме што е поентата, како ќе истера до крај. Зошто го мислам тоа? Ајде да го слушнеме текстот и да го видиме што има да ни каже денеска. Кога го слушна тоа, еден од оние што седеа со него на трпезата му рече: блажен е оној кој ќе јаде леп во царството Божје. А тој, се мисли нели на Исус, му одговори: еден човек приготви голема вечера и покани мнозина. И кога беше време за вечерата, го прати слугата свој да им каже на поканетите: дојдете, зашто веќе се е подготвено. И почнаа сите како договорени да откажуваат. Првиот му рече: купив нива и ќе треба да одам да ја видам, те молам извини. Вториот рече: купив 5 зевгари волови и одам да ги пробам, те молам извини. Третиот рече: се оженив и затоа не можам да дојдам. Кога се врати слугата, му го каже тоа на својот господар. Тогаш се разневи домакинот на куќата и му рече на својот слуга: оди бргу по плоштадите и улиците градски и донеси ги тука бедните, слабите, куците и слепите. И рече слугата: господаре, направив како што ми заповеда, и уште има место. И му рече господарот на слугата: излези по патиштата и ме ги оградите и убеди ги да дојдат за да ми се наполни куќата. Зашто ви велам, никој од оние што беа повикани нема да вкуси од вечерата моја. Ова е една многу позната случка, верувам, еден многу познат текст од Библијата. Сигурен сум дека ако не сте го читале, барем сте го чуле од тука или таму. Ама ова во наше време не изгледа нешто нормално, може би малку чудно. Ама во времето кога Исусова го кажува, на евреите им е неверојатно. Ова е нешто што не може да се случи. Како тргнува он да зборува, они си викаат: ова почна како виц, заврши како некоја приказна, како некој виц, како нешто без никаква поента. Замислете си голема гозба, веканат на бал. Не мора да е виенска, ама веканат на бал. Добивате покана, знаете кога треба да додите, доаѓа денот и часот и вие не одите. Едноставно викате: извини, нема да дојдам. Во времето кога ова е напишано, првиот век од нашата ера, луѓето биле земјоделци. Најголемиот дел од луѓето биле земјоделци. Израел е земјоделска нација. Најголемото хајлајтот, ако сакате, главното нешто што им се случувало било да има некоја прослава. Пасха беше празник, неколку празници низ годината ќе има, и како денеска по некој села, знаете, по села, ако нема свадба, нема ништо не се случило. Затоа едва се чека да се случи некој настан, да се соберат луѓето и да стане нешто големо, да кажат: леле, колку убаво си поминав, и да го памтат, да го прераскажуваат 100 години после тоа. Ова е нешто слично што се случува овде. Да те повикаат на гозба, богат човек, да покани мнозина на гозба и ти да бидеш помеѓу нив поканет, беше честа. Овие честа, овие поканата и ти викаш: почестен сум што јас ќе дојдам. Толку беше. Сега, некој да те покани на сето тоа, да ти го даде и ти рече: дојди, и ти во моментот кога треба да дојдеш викаш: извини, не можам, и си наоѓаш изговор, беше нешто што беше нечуено. Нечуено. Јас сум сигурен дека ова за луѓето беше шок. Поканата е за голема гозба. Ако ја читате 14 глава, ако погледнете малку повеќе на неа, малце порано да ја зирнете, ќе забележите дека Исус е всушност на ручек. Ама дојде на ручек заради тоа што претходно Исус излечи еден човек, а беше сабота. Исус го излечи човекот, фарисеите збеснаа, Исус ги праша: добро, смее ли човек да направи добро во сабота? Они некако не му одговорија и изгледа, барем како што изгледа работава, Исус го поканија, ова беше изгледа некој од поважните фарисеи, го покани на јадење кај него, на ручек се, сите се околу трпезата, за да можат да го фатат, да направи нешто, да кажат: аха, ево, те фативме. Направи греф, значи не можеш да бидеш Бог, не можеш да бидеш Бог синот, како што ти, уствари, тука тврдиш дека си. Исус, ако погледнете малку претходно во главата, ги соочи со тоа нивно лицемерие. Вика: замисли си дека имаш добиче. Ево кравата, ти паднала во ендек. Нема да извадиш во сабота? И ќе остеш да умре? Не, ама мора да извадиме. Зошто? Па финансиски зијанки има. Океј. Ами ако син ти падне во ендек, ќе го извадиш или ќе го оставиш да чекаш до недела?
Да помине шабат па да го извадиш од дука, а не ќе го извадим. Што е проблем да излечиме некого? Тука беше дебатата цела, ама цела идеја беше да се фати Исус во замка и ако почнете да читате од 14 глава од почетокот, и ние читавме целата заради времето, ќе видите дека Исус почнува да поучува за понизноста. Почнува да им зборува на фарисеиве дека они треба да покажат малку понизност наместо гордост. Треба покажат нешто дека се понизни, дека се спремни да му послужат на другиот. И тие знаеја дека кога Исус зборува за свадбена гозба или свадбена трпеза, тие знаеја дека Исус зборува за вечноста. Ќе видиме малку подоцна зошто. Ама во 14 стих од Лука 14 глава, ова што не го читавме, ама тој кажува дека Исус на понизните, дека Бог на понизните ќе им даде да бидат со него на трпезата горе на небото. Ќе им даде воскресение во вечен живот. Тоа е, така е опишано. И тој им го зборува, и јас мислам дека сите околу него климаа со глава и вика така е. Се согласуваме, така е, се согласуваме, ние сме дел од тоа, така е, ние сме си тука. Бидејќи за евреите воскресението на праведните за кој Исус тука зборува, беше всушност да бидеш на гозба во Божјото присуство. Зошто тоа ќе видиме пак и речем малку подоцна. Евреите го знаеа ова. На фарисеите им беше јасно. Ама понизноста немаше. Ке се сетите неколку пати Исус зборуваше дека кога човек направи гозба или кога човек сака да угости некој, да не ги нагостува само тие што може да му вратат, туку да направи нешто и за оној што не може да му врати. Да може да се спусти од своето ниво. Што сакам да кажам? Сите ние имаме одреден круг луѓе околу нас. За некој викаме се тука, за некој викаме дека се тука, за некој се под нас, не ги ни гледаме кај се што се. Идејата Христова беше гледај ги сите како исти. Немој да го викаш некој да го нахраниш, напиеш, да му дадеш чест, оти он утре тебе ќе ти даде чест. Поднесувај се кон сите исто. Зошто? За може еден ден да бидеш во гозбата, во Божјото присуство. Фарисеиве страдаа. Како страдаа ќе речете? Па така, страдаа затоа што требаше да поминат еден цел циклус на закон, еден цел циклус на правила, едно чудо нешто што требаше да ги исполнат со таа пуста надеж дека еден ден ќе може да бидат на таа гозба во самото Божјо присуство. Зошто се мачеа со своите маки? Со своите тие сите закони? Затоа што вика, кога тогаш, колку поизмачен, толку повеќе ќе добијам на крајот, нешто повеќе ќе добијам. Белки, нешто ќе добијам плюс. Патем, ова го поставува и прашањето зошто луѓето се спремни да ги издржат страдањата, ќе речам, на својата религија. Не на нивната вера, него на нивната религија. Така останало. Тоа треба да го направам. Од секој пат и така се правило. Редот е таков. Ама ништо не ти значи. Ама ти е товар, ти е мака, имаш тешкоти. Ама така останало ќе го правим. Зошто? Единствениот одговор е белки ќе заслужам нешто, па еден ден да отидам или да завршам таму кај што сакам да бидам со Господа. Секој во религијата верува дека може да го заслужи своето спасение и своето место на небото, освен вистинскиот христијан. Затоа што Библијата ни зборува дека ништо не можеме да направиме за да добиеме вечен живот, освен да поверуваме во Христос. И затоа сме зборувале тука, нема да повторам тука. Па ќе речам, за евреите, тие имаа идеја што ќе биде на последното воскресение или како е представено, бидејќи самиот пророк Исаја во 25 глава, 6 до 9 стих зборува вака. Вели, и Господ Саваот ќе стави врз таа планина за сите народи трпеза. И гледате што вика, со добри јадења, трпеза со чисти вина, некој превод вика трпеза вика со старо убаво одлежано вино, со богати и сочни јадења, со најчисти вина, повторува. Врз таа планина ќе ја уништи покривката што ги покрива сите народи, покривка која лежи врз сите племиња. И понатаму продолжува и вика, Господ ќе направи нешто ново за луѓето да уживаат во една гозба, а старото ќе го покрие и ќе го уништи. Со други зборови, гревот ќе го тргне и ќе го батали. И понатаму продолжува тој текст, смртта ќе биде проголтана за секогаш. Ќе ги исприше Господ Бог солзите од сите лица и ќе го симне срамот од својот народ во целата земја, зашто така вели Господ, и ќе речат во тој ден, еве, тој е нашиот Бог, на него се надевавме и тој не спаси. Тој е Господ, него го чекавме да се радуваме и веселиме за спасението од него. Ова го чекаа евреите. Ова го чекаше секој фарисеј, секој што сакаше да заслужи. Еден убав ден ќе застанеме и ќе одиме на гозба. И ќе уживаме. Таму ќе сме. Супер. Значи. И затоа секоја гозба, особено ваква голема за која Исус зборува тука во споредбата, за нив беше како предзнаење, како предвкус на она што треба да дојде во самата иднина. Патем речено,
ако погледнете во Откровението, ќе видите дека Новиот Завет зборува за свадбената вечера на јагнето. Храната има еден голем дел во животот на луѓето и многу големи споредби има за неа во Библијата. Така да не беше само евреите што се надеваат дека еден ден ќе бидат со Господа на свадбената трапеза. И јас и ти се надеваме на тоа, ако е Библијата во право, во право нели тука. И кога Исус зборува за воскресение на праведните, седи на ручек, почнуваат да зборуваат колку ќе биде тоа убаво еден ден на небото, колку се убаво ќе се случи, супер што ќе биде. И одеднаш што станало? Одеднаш некој таму имаше што рече во 15-тиот стих: блажени се што вика? Тие што ќе седнат на свадбената трпеза. И тоа е потврда, всушност, барем јас така мислам на две нешта. Прво, потврда дека овие луѓе мислеа дека тие веќе имаат место заслужено дека ќе бидат на небото. А второто нешто што мислам дека овде го кажа е дека потврдата не го прифаќаат тоа што Исус што туку го кажа. Исус вика: внимавајте, бидете понизни, не мислете за себе повеќе од колку што треба. И тие одеднаш викаат: да бе, така си, ајде, живели. Еден ден на небото ќе си видиме таму сите заедно. Кај знаете дека ќе бидете таму? Па кој друг како не ние? Тоа е логиката на стварите. Тоа им е тука. Ама една многу важна, интересна работа има тука. Исус им вели: премногу сте горделиви. А они викаат: не бе, не сме горделиви. Ние сме заслужни граѓани. Ние заслуживме да бидеме таму. И всушност ова изгледа како: ајде да си наздравиме дека еден ден ќе бидеме на небото. Така звучува: блажен е тој што ќе биде таму на небото. Ај живели, така е, се согласуваме сите заедно. Барем мене така ми изгледа, можеби грешам, ама така изгледа. Патем, и ова да го спомнам, и учениците Исусови не беа ништо подобри отколку фарисеите. Се сеќавате кога мајката на Јаков и Јован дојде кај Исус? Што му рече? Една молба, ако може сам. Во Царството небесно горе, едниот од лево, едниот од десно на тебе да биде. Да си ги решиме ние уште сега тука бизнис работите, па ако ќе отидеме таму горе на небото, да знаеме што сме заслужили уште од тука. Со тапија одим. Таква им беше логиката. Така размислува. Тоа им беше во главата. Интересното нешто за мене овде во овој текст е дека Исус секогаш укажуваше на лажната религиозна надеж кога и да се појавеше во Новиот Завет. Сегде кај што некој мислеше дека направил нешто, дека ќе заслужи нешто, Исус не за го дотепа, туку да му каже: чекај малку, смири се, дај размисли, ќе ги спушти. Се сеќавате во Матеј 18 глава, доаѓаат учениците и викаат: да те прашаме тебе нешто, Господи, кој е најголем во небесното царство? И реакцијата на Исус е: чекај. Прво ајде да видиме кој ќе влезе во небесното царство, после ќе зборуваме за големината. Влегуваат двајца во храмот да се молат, вика Исус. Едниот вика: Боже, фала ти што не сум како ова баграва тука, фала ти што сум ваков, таков, онаков. А третиот, другиот доаѓа и вика: Боже, прости ми мене грешникот. И повторно вика: и ти што се утепа фалејќи како си, што си. Тебе нема фајде. Цело време ја руши таа лажна религиозна надеж. Што би значило за нас тоа денеска? Јас верувам во Господ. Супер, брате, ево ти рака. Не. Хајде да прашаме, во кој Господ ти веруваш? Во исти Господ ли веруваме ние? Не сите ќе се на небото. Тоа го слуша пред некој време. Стварно? Стварно. А зошто? Па не знам, вајда. Нели, Бог е добар. Стварно? И ние што ќе речеме? Управо си, брате, нема гали, само така напред. Ако го направиме, тоа им даваме лажна сигурност на луѓето. Тоа не е библискиот став, тоа не е библиската логика. Не е фората: ти верувај си како сакаш, Господ си гледа мотивот на срцето, не се секира, еден ден ќе те спаси. Знаеме, но ти не можеш повеќе, те разбирам. Стварно? Исус не направи така. Колку и да звучеше лошо, колку и луѓето викааме: ова е птен тесноград, тој кажуваше: ево вака, ево на кој начин се доаѓа до Господа. И ова е страшно критички за самата наша евангелизација. Мора да бидеме честни кога зборуваме. Ние не криеме дека нашето верување, дека секој кој верува во Исус Христос ќе се спаси. И ако тоа е нашето верување, дајте да не го покриваме, не се секирај, ти веруваш што сакаш, јас ќе верувам што сакаме, да ден Господ сите заедно на небото ќе не земе, ќе уживаме сите среќи. Ова верувај во Исус не значи дека јас ќе се правам, видиме мене како сум јас, а вие сите сте поинакви. Тоа сме фарисеи. Ама ако кажеме заради Божјата благодат сум ја спасен, заради Божја благодат и ти може да бидете спасен. Не заради тоа што го правиш, заради тоа што Бог го направи за тебе. Ако не го расчистиме, даваме лажна надеж. Стварно даваме лажна надеж и тоа не е во ред. Ако верата не е во Исус Христос, џабе ни е нашата вера. И затоа Исус тука
почнува да им кажува една споредба. И во таа споредба тој спомнува неколку работи. Зборува за поканата, зборува за изговорите што луѓето си ги најдоа да не ја прифатат поканата, зборува за тоа кој беше вклучен и кој беше исклучен во сета таа збрка тука. Ако смеам така да ја кажам, бидејќи стварно стана збрка. Како почнува? Еден човек приготви голема вечера и покани мнозина. Сакам да ги забележите двата збора. Големо и многу. Вечерата не беше за 20 тројца. Значи, зборуваме за некој што имаше многу ресурси. Има многу, ќе покана многу луѓе и ќе дојдат, ќе имаат многу за јадење. Тука. Ова е сигурно богат човек. Сега, нешто многу важно. Во времето на Исус, ако читате малку историја, поканата секој пати доаѓала во два дела. Првиот било, пеканам на свадба. Ти си поканен да дојдеш на мојата свадба. Ајде да не е свадба, нека биде гозба. Си поканен на мојата гозба. Ке прифатиш, ке дојде? Ке дојде. Супер, одлично. Еден човек имам на список. И потоа, второто било, кога ќе дојде вистинската покана, што вика во толку саат, во толку ден, тогаш дојде кај мене. Ние зборуваме за време во Израел, кај што нема саат, кај што нема календар. Мислам, има календар, ама нема саат, нема ден, месец, ајде, сите со саатот на рака, како ние денеска и со телефонот да знаеме што имаме денеска за работа. И поентата било, тебе те канам да дојдеш на таа гозба. Ке дојдете, доаѓаме обавезно. И викат, ке ви кажеме кога ќе биде. Буквално тоа се случува, ќе видите зошто. И првата покана е, ти си поканет, а втората е, дојдете, ќе забележите тука, зашто веќе се е подготвено. Дојдете, спремивме се. Заклавме теле, изчистивме, дотеравме, сготвивме, се е комплетно тука. Дојди. Слично нешто и кај Естер ќе видите. Ке сака ли да дојде мојот Господар кај мене на вечера? Кога? Па ако може тогаш и тогаш. Два дела. Сакаш прво, после ќе ти кажам кога ќе биде. Но ајде да не одиме таму. Ова беше нешто големо. Логиката овде, или она барем што го гледам, јас барем во текстот, е дека сите прифатија. Немаше ни еден во моментот кој им се каже ќе дојдете ли да каже не можам, извини, стварно сум зафатен во тој термин. Сите викат доаѓаме бе, готово, крај. И тоа е нормално. И верувам дека фарисеите околу него викат така е, нормално, сесија, тоа е супер. Ама вториот пат веќе требаше дојди тогаш и тогаш, ево, дојди, седни на масата. И претпоставувам дека сите фарисеи сега очекуваат да кажат ете, ќе дојдеме, тој човек ќе седне на таа маса, овој човек ќе седне на онаа маса, јас ќе седнам на првата маса, овој ќе седне на втората, ќе не наредат по ранг кој сме, како сме, и супер, ќе ни биде на сите, ќе седнеме и ќе уживаме. До тука е било логично, бидејќи беа сите почестени, сите прифатија, и ќе се сетите од Матеј 26 глава, таму вика, кога Исус зборува за фарисеите и за книжниците, сите сакаат прво место на гозбите, предни места на синагогите. Сите сакаат да бидат кој ќе влезе внатре човек да каже: види кој седи на главната маса. Види кој седи со, нели знаете како е на свадба, младоженец, невеста и главните се таму на една маса. Не се ставени некаде на страна. И сега Исус им удара шамар. До тука е интересна приказната. Многу убаво оди. Исус сега мава шамар, вика, и почнаа сите како договорени да откажуваат. Веќе почуваме да зборуваме што се случува со самата покана. Овде беше шокот. Јас мислам дека фарисеите тука се стресуваат. Зошто? Затоа што е смешно. Нема шанса некој да одбие. Навредливо. Како бре? Кој? Кој е тој луд што ќе одбие да оди на гозба на голем богат човек? Кај тргна овој, на каде оди со раскажување? Сигурно веќе почна да имаат страф. И тогаш Исус поеднаш им вика: стварно нема шанса. Тоа. И тогаш Исус им вика: да не мислите дека има сериозна причина. Извини, молим те, ми умре близок човек или нешто, не да Боже. Не. Исус вика: јас ќе ви дадам, за да не помислите дека луѓето имаат некој добар изговор, ќе ви кажам барем 3 изговори зашто луѓето избега. Не дојде. Првиот вика: купив нива, извини. Наместо да дојдам на гозба навечер, ќе одам нива да гледам земја, оти ќе ми избега утре ако не ја видам. Вториот вика: купив 5 чифта волови. 5 чифта волови во тоа време значеше дека човекот е фармер голем. Има големо нешто. Има имот. Има имот, има слуги, ама он мора да ги проба воловите. Затоа што нема кој да ги проба, нели? Они, извини, молим те.
Последниот фај, се оженив и затоа не може да дојдам. Малку барем има тука некоја теорија, затоа што во Библијата пишуваше, се сеќавате, кога нов ќе стапи во брак, маж ќе стапи во брак, остај го првата година, нека биде дома, нека ужива со жената своја, нели, да не мора да оде во војска, да не прави едно, друго, трето, четврто. Така пишуваше, нели? Ама ова не е тоа. Не му вика дојди во војна, му вика дојди на забава. Му вика фала многу, оженет сум, не може. До сега можев, сега запирам. Страшна една работа, никаква. Тука. Сега веќе имаме проблем. Се е спремно, ама нема гости. Се е спремно, гостите не доаѓаат. И тоа не води до она вклучувањето. Имаме се, освен луѓе. Доаѓа човекот, вика Господару, извини, никој не ни доаѓа. Господаров е сега веќе бесен. Почнува да има проблем. И секој што слуша, јас сум сигурен, можеше да каже, ова е праведен гнев. Ова е навистина праведен гнев. Човекот се потрудил, се помачил, се мовекил и не се јавуваш. И денеска вака некој да ви извиси, ќе ви биде криво. Стварно. И мене да ми извисат, исто мене ќе ми биде криво. И тогаш неговиот Господар вика, оди бргу по площадите, по улиците градски и донеси ги тука бедните, слабите, куците и слепите. Прослава ќе има. Не се откажува. Балот ќе си помине. Ама нема да бидат тие што ние очекувавме да ги има тука. И мислам дека ова почнуваше да станува веќе страшно. Бидејќи од една абсурдна идеја дека поканетите ќе ја одбијат, Исус сега тера работата во уште по абсурдна идеја, дека пак ќе дојдат оние што се отпадниците. Дека оние што никој не ги смета за нешто, тие сега ќе дојдат. Но е страшно. За тие што го слушаат, ниту ова, ниту она ќе се случи. Прво, сигурно нема да бидат поканети тие што се лошите, тие што не се од нашата класа или од нашиот род. И второ, сигурно нема да одбијам јас, ако јас сум поканет на ваква гозба, значи, никој евреин не би одбил за ваква гозба. Интересен е зборот тука, што е употребен, да не ве гневам со грчки, ама вика донесе ги. Поентата е дека ќе се противат можеби. Зошто ќе се противат? Ќе се противат затоа што вика ти мене ќе ми дадеш гозба, ама јас не можам да ти вратам. Што беше нормално, ти ќе ме поканиш мене на свадба, ама јас не можам да те поканам на свадба, немам толку пари. Значи мојата свадба ќе е помала, значи нема да канам гости или не знам си што. Нати дај ми беше општеството. И тие што се таму бедните и голите викаат како јас да додам на нешто вакво скапо, кога јас не можам да вратам. И затоа вика донеси ги, ќе се противат, ама донеси ги ваму. И тоа е многу интересно. Бидејќи Исус го навредија малку пред тоа кога му вика тој вика се дружи со грешници, тој се дружи со овие со сиромашните, тој се дружи со ние таму по улиците. Со други зборови, тебе може и ќе ти угодевме, ќе ти годат вакви луѓе. Ама ние во нашето општество, во нашата култура, не знам од кај го измисли ова, вака нема да се случи. Тоа беше првата реакција. И многу е интересно дека овој неговиот Господ, патер, да ве подсетам, кога Матеј се обрати, се сеќавате? Прочитайте дома во текстот, видите кој се дојде на неговата трпеза. Не дојдеа гладни, голи, боси, дојдеа вика другите цариници како него. Дојде неговата класа, па си ги собра неговите луѓе околу себе си. Захеј, кога даде вечер, мислам јадење, дека кој стои да беше таму. Повторно, си ги собра тие околу него. Неговата група. Затоа Исус вика, ајде размислете малку, повеќе излезете од оваа идеја. И затоа, од кога слугата беше и заврши таму, слугата вели Господаре, направив како што ми заповеда и уште има место. И сега Господарот му вика, направи уште нешто повеќе, вика, излези, значи веќе излези од градот. До тука беше убеди ги тие што се во градот нека дојдат. Сега вика, излези по патиштата и меги оградите, значи таму по полето, и убеди ги да дојдат за да ми се наполни куќата. Убеди ги да дојдат да ми се наполни куќата. Многу интересно. Многу интересно, бидејќи вели зашто велам никој од оние што беа повикани нема да вкуси од вечерата моја. Има луѓе таму надвор, вика, кои не се ни во градот, не смеат во градот да влезат. Тие се уште полоши од тие во градот, уште посиромаштија. Ке ги викнеш нив, ке ги собереш. Ако сакате, првата идеја одете по цел свет, проповедајте го Евангелието.
Излези надвор од тамо кај што си, излези од твојата околина. Оди на место каде што онака нормално нема да одиш и кажи ми на тие луѓе таму. Зошто? Никој од оние што беа повикани нема да вкуси од вечерата моја. Тога спомнувам, ќе видиме малку повеќе. И сега тука во 24 стих одеднаш ќе забележите, погледнете во текстот, работите станаа лични. И одеднаш Исус почнува да ја води работата на кај примена да им даде. Зошто го викам тоа? Од трето лице, како што зборува, си имаше еден богат човек, направи вечера, покани различни луѓе, се. Одеднаш Исус се префрли и вика, зашто ви велам? Никој од таквите нема да јаде со мене. Од кај до кај, од богаташот што прави вечера, одеднаш се префрли на себе си. Зашто ви велам? Затоа што Исус сакаше да направи едно исклучување тука. Затоа што зборувавме ние, да, може би овие евреи би си помислат, да, може би зборува за месијанска порака некоја си, ама веќе не е тој и тие, туку јас и вие. Не е веќе Господарот таму и оние што му беа пријатели и непријатели. Ама јас ви велам, никој од оние што беа повикани нема да вкуси од вечерата моја. И јас мислам дека во тој момент, предпоставувам, не сум сигурен, предпоставам, одеднаш луѓето околу него сватија дека и тие се во споредбата. Во тој момент одеднаш сваќаат дека овај повторно, како и до сега многу пати што правеше Исус, не внесе нас внатре во самата приказна, во таа споредба, ако смеам да ја кажам. И почна да размислуваат веројатно, окей, ајде да видиме што сака да каже. Поканата, богаташот, нели, ајде, Бог не кани на Господ. Како кани Господ на Господ? Кани преку пророците, преку писателите на Стариот Завет. Поканил мнозина, го покани Израел, тие беа однапред повикани, избрани, го имаа законот, заветот, ветувањето на Месијата, го имаа посвојувањето, имаа се. Таа првична покана, се сеќавате, што ја спомнав на почетокот. Поканете сте да дојдете. Евреите викаат, супер, поканата е примена, со радост ќе дојдеме кај тебе, Боже, ќе бидеме твој народ, ќе бидеме ден на небото со тебе цело време. Радосно, среќно, се сме си примиле, без никаков проблем. Израел прифатил да се Божи избран народ, за нив беше ветен вечен живот, беа поканати на Господ и поверуваа во тоа. Ама, има едно ама. А тоа ама го има уште во Лука 13 глава 34 стих. Ерусалиме, Ерусалиме, ти што ги убиваш пророците и ги каменуваш оние што ти се пратеници твои. Вика тука Исус. Вие сте избрани, ама вие одбивате. Вие сте поканати, ама вие ја одбивате поканата. Вие ја одбивате поканата. Тука вели тој. И затоа почна изговорите. Во моментот кој рече дојдете, се е спремно, дојдете, јадете, уживајте. Тоа беше времето кога Јован Крстителот дојде. И кој рече покајте се зашто се приближи Царството небесно. Тоа беше времето кога Исус дојде и кога Бог кажа ова е мојот возлюбен син, него послушајте го. Тоа беше моментот што може паралелно да направиме кога Господаров тука богаташот вика дојдете, се е спремно, ајде да седнеме да јадеме. Со други зборови, генералната покана ја добивте, конкретната покана имаш, ајде сега одговори ако сакаш да каснеш, ако сакаш да бидеш тука. И овде, за жал, почна изговорите. И изговорите беа во две групи, всушност ако сакате. Едните изговори беа собственоста. Тешко му на богат човек да влезе во небесното царство. Сеќавате како викаше Господ там. Едното беше имам собственост, едниот имал ниви, другиот имал зевгар волови, со други зборови јас имам доволно и да јадам и да не јадам кај тебе седно ми. И вториот беше проблемот со односите. Жена, мајка, татко, ваму там. Се сеќавате што викаше Исус, кој не намрази жена, татко, мајка, деца, повеќе, за да врви по мене не е достоен за мене. Не буквално да го замразиш. Не знаете што сакаше да каже. На кое ниво ќе ги ставиш? Што ти е поважно? Оно што Бог го прави или некој друг? Или, ако сакате, ќе кажам дека евреите не ги интересираше Божјата Госпа, ако вратата за влез во неа беше Исус Христос. Ајде да го префрлиме тоа денеска. Мнозина денеска не ги интересира оно што Бог им го даде на небото, бидејќи треба да влезат таму на начин на кој Господ го одредил, а не на начин на кој тие одлучиле дека треба да се направи. Да не даде Господ јас и ти да ги охрабруваме во тоа место. Да не даде Господ јас и ти да викаме само слободно верувај си како сакаш. Да не даде Господ ние да премолчуваме само мисли си што сакаш, не важно. Да, така нека биде само. Затоа што ќе сме криви за крвта ним на еден ден.
Наша одговорност е да кажеме јасно дека се влегува преку Исус или ќе бидеме на цело исклучени. На цело ќе не нема веќе таму, нема да бидеме. И погледнете го 26 стих подолу. Оно што го спомнав пред малку, ако некој дојде кај мене и не ги намрзи татка си, мајка си, жена си, деца своји, браќата и сестрите, па дури душата своја, тој не може да биде мој ученик. И кој не го носи мојот крст и не оди по мене, не може да биде мој ученик. Генералната покана си постои. Вика, знаете, има луѓе што малку чуле или начуле нешто за верата и го ќе почнете да зборувате за лична вера, за лично сведоштво, почнуваат да влегуваат во нешто што го нарекуваме предодреденост. Пак да, Господ ги поканил сите да се спасат или Господ знае кој ќе се спаси и па откај знам дека сум таму меѓу нив. Тоа не е твој проблем. Не е прашањето кого Бог избрал. Прашањето е на кого Бог му е дал поканата. Имаш општа генерална покана? Имам. Имаш конкретна покана за тебе? Имам. Ај размисли што ќе направиш ти со неа. Да не те интересираме другиот, третиот што прави. Тоа е само бегање, ескапизам. Фокусирај се на тоа што ти можеш или ти што треба да го направиш. Бидејќи во крајна сметка евреите кажаат да на Божите ветувања, ама не на Божиот син. Да на првобитната покана, ама некога требаше да седнат на трпезата. Да, ние сме Македонија, ние сме Божиот, библискиот народ, ама не, ние не сме сите луѓе кои ќе отидат и ќе завршат на небото кај Господ еден ден. Зошто? Заради тоа што не сакаме да влеземе преку вратата која Господ ни ја дал. Си бараме друго некое чаре. Што вика во Лука 13 таму? Колку пати сакав да ги соберам чедата твои како што квачка ги собира пилињата свој, ама не сакавте. И ете, домот ваш вика ќе биде напуштен. Тоа е страшниот дел. Не е поента дали си ја чул поканата. Прашањето е што правиш кон неа. Оние што ги спомнав фарисеот и грешникот во храмот. Боже, биди ми милостив мене грешниот, што вика во Јован 18, во Лука, 18 глава. И затоа апостол Павле, мислам во 1 Коринќаните, таму зборува, вика, не многу мудри, не многу паметни, не многу богати, не многу, вика, почитувани во овој свет, дојда кај Господа. Зошто? Затоа што сите мислат, се ова ја што го имам, ми е доволно за да влезам и да бидам во Царството небесно. А Бог вика, не. Ти викаш, ако не ми треба твоето. Или вака ќе поминам, или никако. Вака или никако, знаете, не успева нигде. Си има закон во државата и викаме или ќе бидеме по закон или ќе не казам. Си има во Библијата. Или вака се спасуваш, или не се спасуваш. И од 21 до 23 стих, јас мислам дека на овие луѓе тука околу Исус почна да им станува јасно што се случува. Мислам дека почна да им станува јасно каде оди пораката. Затоа што 22-иот таму стих вика, завршивме со овие, тука што ни беа во куќата, завршивме со евреите. Оди собери ги незнабожците сега, ако смеам така да се изразам. Оди излези, собери ги и тие таму кои до сега нема шанса. Ова е големата заповед. Јудеја, Самарија, до крајот на светот. Ова е она што Господ го бара од тебе и од мене. Јас ќе кажам дома на моите најблиските, ќе им кажам на тие околу мене, ќе им кажам на тие во другиот град, па во другата земја или не знам си каде. Не е поентата ако ќе каже некој сакам да бидам мисионер во Африка, а на комшијата не знае дека оди во црква. Мислам, која е логиката? А и тоа го има. Јас да бев таму да видите што ќе правите. Што ќе правиш? Исто како дома. Немаше да кажеш на никој ништо. Сосем исто ќе беше. Никаква друга разлика немаше да се случи. За жал. Дојдете, вика, убеди ги, зборува таму. Повторен е многу силен грчки збор. Расправај се со нив, не да се кавгачиш, туку да ги убедиш да го видат светот како ти што го гледаш и да се прифатат да го земат тоа ти што го бараш. Ама јас не сум достоен, јас не сум евреин, јас не сум од избраниот свети народ. Бог вика, тоа не ме интересира. Прифати ја поканата, ќе јадеш на трпезата. Просто, едноставно. Не те прашувам од кај доаѓаш. Нема ништо такво овде. Интересно е дека кога Израел го отворил својот Месија, уште од дел апостолски ќе видите кои беа тие што најмногу прифатија словото. Тие кои беа отпаднатите, исфрлените, тргнатите на страна, не евреите кои можеби не беа внатре од Ерусалим, кои останаа таму нели после Паската, после воскресението на Исус и така натаму. И одеднаш до ден денешен најмалку евреи ќе најдете процентуално верници, христијани, отколку од другите народи. Зошто? Затоа што никој не сакал да ја прифати вратата, начинот на кој Бог сакал човек да се спаси. Тука. Страшното отфрлање на евреите на Исус и на Бог ни даде мене и на тебе шанса. Ние влеговме низ таа врата. Тоа не сакам да кажам дека се изфрлени. Ама,
Поентата не е, Господи, гледай што прави за тебе, гледай што направи за тебе, гледай какви работи се правиа за тебе. Што направи со мојата покана? Ти дав покана, ти дав шанса за Господ, дојде ли, не ли дојде? Или ако сакате, вика, кој верува во Синот има вечен живот. Просто едноставно. Кој не верува во Синот, нема да види живот. Не само што нема да види живот, ќе е добро да ми е гајле, ќе ме уништи Бог. Не. Гневот Божи ќе биде врз него. Не е тоа, верувај, ќе имаш небо, не верувај, ништо нема да изгубиш. Не. Верувај да добиеш, не веруваш, губиш. Жално е, кога има вика, ви велам, никој од оние што беа повикани, нема да вкуси од вечерата моја. Секој од нас тука и секој што го слуша ова е повикан. Секој ја слуша и ја знае поканата. Јас сакам да нема ни еден што не слуша тука или веќе кој ќе ја слуша пораката, да мисли дека всушност јас имам многу добар изговор да не го направам тоа. Немаш добар изговор. Никој од нас не може да има добар изговор да му каже на Господ фала ти, не ме интересира твојата покана, не ме интересира твојот начин, не ме интересира твојата свадбена гозба, јас подобро знам од тебе што и како ќе направам, не се секири ти Господи. Такво нешто нема. Секој што го отфрли Исус Христос, нема да биде на небото. Секој што го отфрли Исус Христос, нема да биде на свадбената вечера на јагнето таму како што е спомнато. Бог поканата ја дал слободно. Ако смеам да се повторам уште еднаш, генералната покана за секој кој ќе поверува ќе се спаси, буквалната покана до тебе, до мене, до секој од нас. Земи го, твое ќе живееш. Ништо повеќе, ништо помалку. Многу едноставно. Ајде да се свестиме и да не си бараме изговори за да си го уништиме најдоброто нешто што може да ни се деси кога и да било. Не само на земја, туку и за целата вечност.